централно издание на Дневникот Добро вечер. Со настаните од регионот Македонија и светот започнуваме веднаш. Останете со нас. Нови инвестиции, нови можности за економски развој во Велес. Директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Сашо Стефановски денеска во работна посета на Кавадарци. Добитник на наградата Антологија на болката на 53-те рацинови средби е Даница Ивановска Лепоевик со сјај, страф и песни. За двете странски инвестиции што пред 2 дена од пратеничката говорница ги најави пратеникот Илија Димовски, Велешани велат дека е одлична можност да се создадат нови работни места и шанса за сите невработени лица. Најавените две странски инвестиции топ тема меѓу Велешани. Дали ова се првите инвестиции во новата индустријска зона Мамутчево? Која е земјата од каде доаѓаат инвеститорите? Дали може би овие се од автомобилската индустрија? Одговорите за сега се непознати, велат нашите сограѓани, но на што е евидентно е дека реализацијата на инвестициите ќе создаде нови работни места. Ова значи шанса за невработените Велешани. Се надевам дека ќе биде добро за секого. Тоа за градот ќе значи развој на градот, да се развие градот, да се заплатат младите, да подобар живот има. Па би требало да се изградат фабрики добро, на дената нема ни да оди веќе странство, ќе се работат тука во Македонија, нормално, нели? Убаво ќе биде, за градот ќе се запослат луѓе. Малку ќе живне градот. Он имаше 15 фабрики на времето. Сега ред е да има и нешто и кај нас. Новите две странски инвестиции ги најави пред 2 дена пратеникот Илија Димовски. Тој од пратеничката говорница, реплицирајќи му на пратеникот Маријанчо Николов, рече: Сме отвориле Гринфилд инвестиција Маркар, кој што има над 200 вработени. Порцеланка се продаде, се спрема во секој момент да започне со работа. Киро Чучук се репарира и ќе се рестартира во следниот месец. Веќе има вработено над 560 луѓе. Во следните 10 дена ќе слушнете и 4-та фабрика во Велес. Во следните неколку месеци ќе чуете и 5-та фабрика во Велес. Странските инвестиции минатата година креираа 6700 работни места. Ако се оди според планот, годинава бројката треба да биде поголема. Денеска директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Сашо Стефановски беше во работна посета на Кавадарци. Тој посети неколку приватни стоматолошки здравствени установи, меѓу кои беше и Карамазов Дент, кој работи околу 3 години и ги користи услугите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Бенефитот од покачувањето на капитациониот бод веќе се чувствува кај стоматолозите. Во рамките на ова денеска директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Сашо Стефановски беше во работна посета на Кавадарци. Тој посети неколку приватни стоматолошки здравствени установи, а целта на посетата беше да се видат ефектите од мерката за покачување на капитацијата и условите во кои работат стоматолозите. Ова е една одлична прилика директно на терен, во директна комуникација со стоматолозите да слушнеме дали оваа мерка дава резултат, бидејќи сме во тек на 6-тиот месец, веќе пола година. Фондот за здравствено осигурување исплаќа зголемена капитација, која што, да подсетам, е во вредност од 40 денари. До декември 2015 година низиниот износ беше 35 денари, значи ја зголемивме за 5 денари, тоест 14% од вредноста. За ова покачување на капитацијата Фондот за здравствено осигурување годишно ќе издвојува 76 милиони денари. За стоматолозите ова покачување ќе значи подобрување на условите за работа и поквалитетни здравствени услуги кои тие ги даваат на пациентите. Навистина функционира системот на покачување на капитациониот бод за ординации како мојата, која што сметам дека се уште е во развој, затоа што сум отворен нецели 3 години, дека и те како значи тие придонеси ќе влијат за поуспешно функционирање значи на мојата стоматолошка ординација. Исто така, навременото исплаќање го, да речам, ублажува значи
со самото тоа што не касна, значи во исплаќањето на средствата, влие значи да можат поуспешно да се обавуваат значи сите финансиски проблеми значи околу една стоматолошка ординација. Со оваа мерка се опфатени повеќе 1000 тимови на стоматолози кои работат во 963 ординации со кои Фондот за здравствено осигурување има склучено договор, а бенефитот ќе го почувствуваат повеќе од 1 милион осигуреници кои имаат избрано матичен стоматолог. Оваа мерка Фондот за здравствено осигурување на Македонија започна да ја применува од 1 јануари 2016 година. Бесплатен одмор ќе добијат деца од семејства во социјален ризик. Владата за ова летување обезбеди средства во висина од 8 милиони денари. Председателот на владеачката партија Никола Груевски вели дека овој проект е извонредна можност за семејствата кои се приматели на социјална помош да ги испратат своите деца на летување. Кон средината на јуни на бесплатно летување ќе замине првата група на деца од семејства во социјален ризик. 8 милиони денари обезбеди владата за летување на 2000 деца. Проектот за бесплатен одмор за деца од семејства во социјален ризик започна да се реализира во 2012 година. Председателот на владеачката ВМРО ДПМН Никола Груевски вели дека овој проект е извонредна можност за семејствата кои се приматели на социјална помош да ги испратат своите деца на летување. Од информациите кои што ги имам, проектот за деца од социјално загрозени семејства, семејства во социјален ризик, ќе продолжи оваа година, 4-та година поред. Од она што знам, досега околу 12.000 дечиња од семејства во социјален ризик и приматели на посебна помош. 12.000 дечиња досега искористија можност да отидат на летување или земување. Оваа година, кон средината на овој месец јуни, ќе заминат уште околу 2000 деца. Благодарение на оваа владина мерка во изминатите 4 години, вкупно 12.000 деца од семејства во социјален ризик летуваа или зимуваа на сметка на државата. Штрајкот на судската администрација продолжува. Ке се судат само итните притворските случаи. Ветениот надомест со 35% е едно од барањата на администрацијата, барање кое е било ветено од владата на Република Македонија. Штрајкот на судската администрација продолжува. Исплаќање на ветениот надомест од 35% е едно од барањата на администрацијата кое е било ветено од страна на владата на Република Македонија, дадено на 26 април. Велат револтот ќе го изразуваат на ваков начин со штрајк. Воедно информираат дека ќе се судат само итните притворски случаи. Инаку штрајкот е организиран од Синдикатот на УПОС и Сдружение на судска администрација. Покрај овати се уште бараат измена на Законот за судска служба, затоа што, како што велат, одредбите се тешко применливи за судската администрација. Од синдикатот велат наместо закон со кој се олеснува нивното работење, добиле закон со кој доколку еден вработен биде оценет со оценка незадоволува или 2 пати оценет делумно задоволува, може да го изгуби работното место. Она што е ново е тоа дека Горан Чолаков, председател на синдикалната организација на Основен суд Велес, е на неколку клучни состаноци денеска во Скопје, каде најверојатно ќе се донесе заклучок за оваа состојба. Синдикалната организација на Основниот суд Велес информира дека утре преку изјава за медиумите ќе биде изнесен нивниот став и заклучок. Секторот за внатрешни работи Велес поднесе кривична пријава против вработен во шумското стопанство Бабуна за сторено кривично дело злоупотреба на службена должност и овластување. Лицето СТ го штетило шумското стопанство за скоро 358.000 денари. Кривична пријава против 64-годишниот СТ поднесе СВР Велес поради постоење основи за сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службена должност и овластување. Пријавениот, вработен како техничар во шумското стопанство Бабуна Велес, во текот на периодот од месец март до јуни 2013 ја искористил службената положба и овластување со тоа што наместо да постапи по издадените дозволи за сеча, истиот издал и потпишал испратници за пресечено огревно дрво, вкупно 51,1 метри кубни повеќе од одобрените количини на огревно дрво од издадените дозволи за сеча.
Шумското стопанство Бабуна Велес е оштетено за вкупно 357.700 денари. Поддржувачите на граѓанската иницијатива Протестирам синоќа повторно излегоа на улиците во Велес. Од граѓанската иницијатива Протестирам напоменаа дека своето незадоволство и револт ќе продолжат да го изразуваат на улиците се додека не се исполнат нивните барања. Продолжуваат протестите на граѓанската иницијатива Протестирам, искажувајќи го револтот по улиците, бараат повлекување на аболицијата која председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов ја подпиша. Формирање на техничка влада, вклучување на граѓанскиот сектор во преговорите помеѓу четирите политички партии се само дел од барањата на граѓанската иницијатива Протестирам. Подитно мора да се повлече аболицијата, а сега и таа селективна аболиција, која нелегитимниот председател ги ослободи 22-ца. Ние бараме да се аболицијата да се укине. Значи сите што сториле криминал во оваа држава мора да одговараат пред народот. Парите на граѓаните мора да се вратат. Битката ќе продолжи. Бараме Уставниот суд подитно мора да го признае специјалното јавно обвинителство. За попладнево не се најавени протести, но од граѓанската иницијатива напоменаа дека своето незадоволство и револт ќе продолжат да го изразуваат на улиците се додека не се исполнат нивните барања. Добитник на наградата Антологија на болката на 53 рацинови средби е Даница Ивановска Лепоевик со сјај, страф и песни. Во збирката на Даница има стихови напишани пред 15 години, а инспирација за нив наоѓала во љубовта, но и рациновата антологија на болката. Даница Ивановска Лепоевик со сјај, страф и песни е добитникот на наградата Антологија на болката на 53-тите рацинови средби. Наградата се доделува на автори кои досега не објавиле дела, а во конкуренција за истата биле 13 автори. Делото на Ивановска изобилува со лирски, драматични, јасни слики, образложува жири комисијата. Ракописот изобилува со лирски, драматични, но и конотативни поетски метафори во 39 одвоени парчиња. Емотивно и сликовито и конкретно образложувајќи јасни слики, импресивно е доловен субјективниот свет на поетот. Парчињата имаат модерен општествен дискурс. Стихозбирката започнува со "Ке си облечам душата однадвор, сите да ја видат, можеби некој ќе ја разбере". Оваа стихозбирка се издвојува по романтичарскиот дух, која прави малку поинаква од останатите. Наградата се доделува втора година поред, а има за цел да ги афирмира и промовира младите автори на поезија. Слободно можам да кажам дека направивме полн погодок со воведувањето на оваа нова награда, чија основна цел е токму да ги афирмира и промовира младите автори на поезија во едно навистина сурово време за поезијата како род, како жанр, особено што се помалку се публикува, се помалку се издава и се помалку се чита поезија. Во збирката на Даница има стихови напишани пред 15 години, а инспирацијата за нив ја наоѓала во љубовта, но и рациновата антологија на болка. Можеби она што сега согледувам дека е важно за овие зборови е дека на некој начин го оддаваат мојот однос кон мојот внатрешен живот, кон мојот интимен живот, кон љубовта и моментите поврзани со љубов низ целиот мој живот наназад до сега. Сјај, страф и песни ќе биде издадена од издавачката Куќа Култура, а промоцијата ќе ја доживее на 10 јуни на малата сцена во театарот Джинот во Велес. Помошникот заменик државен секретар Хоити изјави дека официјален Вашингтон се надева на избори во земјава најдоцна до 2017 година. Една година од договорот во пржино, документ на кој подпис ставија лидерите на четирите најголеми политички партии во земјава за разрешување на политичката криза. Вести од Македонија. Помошникот заменик државен секретар за Европа и Евроазија, САД и Европска унија, Хоит Брајан Ји,
За гласот на Америка на македонски јазик изјавил дека официјален Вашингтон се надева на избори во земјава најдоцна до 2017 година, доколку се создадат соодветни услови. Се надеваме дека избори ќе има што е можно поскоро, најдоцна до 2017. Во соработка со Европската Унија и другите партнери на Македонија ќе вршиме голем притисок да ја помогнеме на владата и на политичките партии да ги најдат потребните решенија, без оглед дали тоа е како да се повлече аболицијата за официјални лица, осомничени за корупција, како да се создаде подобра состојба за медиумите, преку усвојување закони за медиумски реформи, или тоа да биде преку почитување на работата на СЈО, изјавил Хојти. Пред една година на 2 јуни беше потпишан Паржинскиот договор, потешки целодневни преговори на кои присуствуваа еврокомесарот Јоханес Хан, лидерите на 4 најголеми партии ВМРО ДПМН, ДУИ, СДСМ и ДПА, како и амбасадорите на САД и Европската Унија, Джес Бейли и Аиво Ораф. Договорот од Пржино е жив, ова го вели американскиот амбасадор на Македонија Джес Бейли за Дојче Веле. Неговите фундаментални елементи – одговорност за скандалот со прислушкувањето, инклузивен политички процес особено во собранието и реформи кои водат кон веродостојни избори, остануваат најдобриот начин за излез од сегашната политичка криза и кон интеграција на Европската Унија и НАТО, вели амбасадорот Бейли и порачува дека сепак останува уште многу работа. Најмалку 8 лица се убиени откако припадници на исламистичката група Ал-Шабаб извршиле напад во хотел во главниот град на Сомалија. 4 лица го загубија животот во поплавите што во текот на вчерашниот ден го зафатија југот на Германија. Следуваат останатите вести од светот. Најмалку 8 лица се убиени откако припадници на исламистичката група Ал-Шабаб денеска извршиле напад во хотел во главниот град на Сомалија, Могадишу, јавува ДПА. Според изјавите на очевици, двајца бомбаши и самоубици со автомобил удриле во влезот на хотелот, а од експлозијата покрај дел од хотелот уништени се и неколку продавници. Како што информираат тамошните полициски представници, непосредно по експлозијата борци на Ал-Шабаб влегле во хотелот и отвориле оган врз присутните. Инаку во хотелот најчесто престојувале бизнисмени и владини представници, а според информациите од полицијата, убиени се и двајца сомалиски пратеници. Портпаролот на Ал-Шабаб, шиик Абдаисис Абу Мусаб, во изјава за локално радио, ја презеде одговорноста за нападот. Инаку при последниот поголем напад на Ал-Шабаб врз хотел во градот во февруари годинава загинаа 22 лица, а 30 беа ранети. Четири лица го загубија животот како последица на поплавите што во текот на вчерашниот ден го зафатија југот на Германија, соопштуваат германските власти. Висината на водата во поплавените улици изнесува околу 1 метар, поради што се блокирани голем број на куќи и училишта. Телата на 3 лица биле пронајдени во куќа во градот Симбахамин, кој за краток период била поплавена поради поројните дождови, јавува ДПА. Тамошната полиција соопшти дека веднаш потоа уште една жена е пронајдена почината во југоисточна Баварија. Инаку обилните поројни дождови и недојдените води предизвикаа и голема материјална штета, која баварските власти ја проценија на 10 милиони евра. Во земјотресот што денеска го погоди западниот дел од индонезискиот остров Суматра, повредени се најмалку 16 лица, а оштетени се околу 64 куќи, јави ДПА. Регистрираниот земјотрес е со интензитет од 6,5 степени според Рихтеровата скала. Како што соопшти портпаролот на Индонезиската национална агенција за справување со елементарни непогоди, Сутопо Нугрохо, 2 лица се повредени во Паданг, главниот град на провинцијата Западна Суматра, откако врз нив се урнале делови од нивната куќа, а повредени лица и материјални штети се пријавени и во други области.
Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Во текот на денот се очекуваат локални врнежи од дожд и грмежи. Еве ги деталите. Ова е последната информација за вечерва. Пријатно!